Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Нешто повеќе од половина милион евра ќе добијат општините од источниот регион за проекти што се финансираат преку програмата за рамномерен регионален развој. Парите ќе можат да се искористат за инфраструктурни проекти, како и за изработка на техничка документација со која ќе се аплицира за грантови од ИПА фондовите на Европската Унија. Општините од источниот плански регион годинава за своите проекти ќе можат да добијат вкупно 33 милиони денари како поддршка од државата. Парите се обезбедени преку програмата за рамномерен регионален развој и во споредба со другите региони во Македонија, оваа сума е меѓу најниските. Највеќе средства, 45 милиони денари, ќе добие североисточниот регион, кој е оценет за најнеразвиен, додека на Скопскиот, кој се смета за најразвиен, ќе му се одобрат 25 милиони денари. На ниво на држава за сите 6 плански региони преку програмата се одделени 4,5 милиони евра, што е за околу 60% повеќе во споредба со лани, а со парите ќе се финансираат вкупно 104 проекти, иако од општините пристигнале 137 апликации. Најголем дел од средствата ќе бидат наменети за инфраструктурни објекти и за изработка на техничка документација за проекти со кои општините би можеле да конкурираат за повисоки донации од ИПА програмите на Европската Унија. Со зголемувањето на средствата за рамномерен регионален развој за 100 милиони денари во буџетот за 2018 година или конкретно за над 50% во однос на минатата година, владата покажа силна политичка волја за посилна поддршка и стимулирање на локалниот и на рамномерниот регионален развој. Тенденција е секоја година обемот на средствата да се зголемува, а преку воспоставување на систем на координација и следење на алокацијата на средствата од различни секторски политики да се влијае на нивната правилна распределба според степенот на развиеност и реалните потреби на граѓаните. Министерот за локална самоуправа истакнал и тенденција на владата ќе биде од година во година да продолжи да ја зголемува висината на средствата што општините ќе ги добиваат преку програмата за рамномерен регионален развој. Освен овие пари, на општините им стојат на располагање и средства во висина од 400 милиони евра, што се планирани од капиталните инвестиции. Општина Кочани ќе реализира редовна реконструкција и поправка на оштетените реквизити на мултинаменските спортски терени. За овие активности од општинскиот буџет ќе се потрошат околу 2700 евра. Општина Кочани ќе вложи околу 170.000 денари за да ги реконструира повеќенаменските спортски игралишта што се изградени на повеќе локации во градот и дел од населените места. Со парите планирано е да се замени заштитната ограда на површина од околу 42 метри квадратни, да се набават 7 кошаркарски табли и обрачи, да се санираат исклашените метални стативи и да се реализираат други поситни поправки. Веќе тече рокот на тендерската постапка за избор на фирмата што ќе ја реализира реконструкцијата, а пријавувањето на заинтересираните е до понеделник. Доколку постапката помине без проблеми, тогаш може да се очекува работите да се реализираат во период од околу 2 месеци. Оштетувањата на терените не се многу големи, но на некои го оневозможуваат нормалното користење. На последната седница на Советот имаше и советничко прашање во врска со одржувањето на спортските игралишта, како и барање да се преземат активности. Градоначалникот Илиев рече дека бил направен увид во состојбата на игралиштата, при што истакна дека можеби неопходни се и други мерки за да се спречи нивното оштетување во иднина. Ова е една добра шанса да искористаме и ние да се одважиме да назначиме едно лице кое ќе врши постојана контрола. Веројатно ние граѓаните на крајот се однесуваме на начин на кој се однесуваме и можеби и намерно ги оштетуваме дел од игралиштата, што не значи дека ние не треба да ги одржаваме, меѓутоа и апел до граѓаните да внимателно се однесуваат со урбаната опрема. Во општина Кочани има 10 мултинаменски спортски игралишта, од кои дел се во рамки на училиштата, а останатите се јавни, односно на располагање на граѓаните. Оштетување на урбаната опрема и на реквизитите е забележана кај сите, но во различен обем, односно кај некои има мали недостатоци што лесно можат да се отстранат, додека кај дел како што е игралиштето во колерски гробишта, оштетувањата се пообемни и неопходен е поголем ангажман и повеќе средства за поправка.
Министерството за земјоделство наскоро ќе објави оглас за доделување државно земјоделско земјиште за органско производство. Освен тоа, подршка ќе добијат и младите фармери, а ќе се изготви и посебно органско мени за исхрана на децата во градинките. Најдоцна до крајот на овој или почетокот на идниот месец, за прв пат ќе биде објавен оглас за доделување државно земјиште за органско производство на земјоделски производи. Освен тоа, ќе биде објавен и оглас со кои парцели што се во сопственост на државата ќе се доделуваат и за производство на органска сточна храна. Подршка во висина од неповратни 70 милиони денари ќе им биде доделена на млади фармери, за што исто така ќе биде објавен оглас. Според министерот за земјоделство Љупчо Николовски, средствата ќе се доделуваат според нов правилник, а предност ќе имаат органските производители. Започнуваме со мапирање на органските региони, со измени на законската регулатива или легислатива која што ќе следи оваа година. Одредени подречја од Македонија ќе може да се сертифицираат како органски подречја. Во иднина ќе имаме брендирани подречја според нивните производни карактеристики. За подобрување на пласманот и подобро представување на странскиот пазар, го зголемуваме износот на техничката подршка за учество на меѓународни сајми и манифестации. На следната седница на влада во вторник, оваа програма ќе добие 30% поголеми средства. Според Николовски, во финална фаза било изготвувањето на регистарот на органски оператори, преку кој ќе се добијат точни податоци за сите производители, од аспект на сертификација, вид на култури, локација на производството и планирани количини. Со тоа потрошувачите ќе бидат заштитени од евентуална манипулација, односно тие точно ќе знаат од кого и што купуваат. Исто така, министерот најави дека во соработка со Министерството за здравство се подготвува така наречено органско мени за детската клиника во Скопје, што подоцна ќе ги опфати и градинките и основните училишта во целата држава. Два нови случаи на затруени кучиња во Кочани. Граѓаните реагираат на ваквата појава која што стана честа, дотолку повеќе што се случува во паркови каде што се играат деца, па со тоа им ја загрозуваат и нивната безбедност. Уште два случаи на затруени кучиња во Кочани, овој пат кај паркот во населбата Калиманова глава. Реакцијата и фотографиите стигнаа до Канал 8 од граѓани кои што секојдневно ги среќавале овие две кучиња околу овој парк и за кои велат дека биле мирни и не правеле никаков проблем. Сега ги затекнуваат отровени и оставени, токму во простор каде што секојдневно има голема фреквенција на деца кои што ги користат реквизитите и си играат. Граѓаните, посебно родителите на децата што си играат во овој парк, се загрижени од постапката на несовесните луѓе кои што ги отруле кучињата, бидејќи на тој начин го ставаат во опасност и здравието на нивните деца. Затоа упатуваат апел и молат повеќе да не се прави вака на кутрите животни, а со тоа да не се загрозува безбедноста на децата кои безгрижно си играат во паркот. Инаку, ова не е прв случај на затруени кучиња во градот. Неодамна Канал 8 регистрираше и други кучиња скитници кои мртви лежеа на разни делови од градот, а зашто реагираше и Издруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани. Започна изградбата на училишната спортска сала во најстарото виничко училиште Славчо Стојменски. Проектот се реализира со подршка од Министерството за образование и Општина Виница. До крајот на годината основното училиште Славчо Стојменски треба да добие нова спортска сала, проект кој што Општина Виница веќе го реализира со подршка на Министерството за образование и наука. Почна изградбата на училишната спортска сала на основното училиште Славчо Стојменски. Ова училиште е едно од најстарите во Република Македонија, во Виница е најстар. Овој проект е од страна на Министерството за образование и наука, меѓутоа ќе биде финансиран и со помош на Општина Виница. Се претпоставува дека износот ќе биде некаде околу вредноста на оваа сала ќе биде некаде околу 25 милиони денари. Со оглед на местоположбата и парцелата која што ја
има ово училиште, значи ова спортска сала ќе биде без трибини. Меѓутоа во неа ќе се одвиваат сите спортови кои што ги задоволува капацитетот на било која спортска сала во Република Македонија. Значи ќе има и ракомет, ќе има и кошарка, пинг-понг, карате, гимнастика и сите други спортови. Училиштето Славчо Стоименски во неколку наврати беше реконструирано, но постоечките спортски капацитети не ги исполнуваат барањата и очекувањата на 600 ученици. Моментално во Централното и подрачните училишта имаме бројка околу 600 ученика, поточно 590 ученика. Моменталната спортска сала е сала која што е импровизирана, можете сами да погледнете, направена од 2 ученици. Училиштето се залага за развој на физичката активност, за развој на физичкото здраве на учениците и имаме од веќе подолго време правиме напор со градоначалникот, со владата, со ние како менеджмент на училиштето да обезбедиме на спортска сала за нашите ученици, да може успешно да реализираме наставата по физичко. Учениците од нашето училиште се истакнати скоро во сите училишни спортови. Ние имаме училишен спортски клуб по кошарка, имаме во спортската сала моментално се изведуваат гимнастика, се изведува карате, каде што и од двете дисциплини, спортски дисциплини имаме балкански прваци, учесници на различни надпревари, кои што од секаде скоро донесуваат награди. Изведувач на градежните работи е фирмата Гранит, а подизведувач е градежната фирма Дама. Проектот се очекува да биде завршен до крајот на годината. Голем успех и високи резултати постигнаа учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на државниот надпревар на електромашински сообраќајни училишта, што се одржа во Скопје. Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев со голем успех и високи резултати се вратија од државниот надпревар на средните електромашински сообраќајни училишта во Македонија, чиј домакин беше Средниот училишен центар Боро Петрушевски од Скопје. Во силна конкуренција се учества на 23 училишта од Македонија, односно 117 ученици. Четворица од нив се вратија со освоена трета награда: Душко Манев, Андри Димитров, Иван Постоловски и Антонио Атанасовски. Надпреварот по електротехнички и машински училишта во Скопје освоив трето место по техничко за компјутерско образование. Се подготвав по менторство на Николчо и Гоце Зашов. Се надпреварав в наструката електротехничар за компјутерска техника и автоматика и освоив трето место на државниот надпревар кој се одржа во Скопје. Под менторство на Гордан, професорката Роза и професорот Александар. На надпреварот имаше доста силна конкуренција, соучество на ученици од цела држава. Останатите ученици добија пофалници: Кристијан Анчов, Тоше Каров, Александар Ѓорѓиев и Елена Ѓорѓиева. Постигнатите резултати за учениците представуваат поголем поттик во иднина да учествуваат и да добиваат награди и признанија и на други државни и меѓународни надпревари. Следува информацијата од спортот. Екипата на Средното општинско училиште Љупчо Сантов освои трето место на државната училишна футсал лига за средни училишта што се одржа во Скопје. Девојчињата покажаа добра игра и се задоволни од постигнатиот резултат, бидејќи се надпреваруваа во силна конкуренција со играчи од физкултурни училишта. Трето место и пехар освои екипата на Средното општинско училиште Љупчо Сантов на државната училишна футсал лига за средни училишта, што се одржа во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. Девојчињата и нивната менторка Весна Стојановска се вратија задоволни од постигнатиот резултат, бидејќи се напреваруваа во силна конкуренција со физкултурни училишта и играа со веќе изградени спортисти. Во оваа прилика би сакала да нагласам дека во футсал го освоивме третото место на државно ниво, кои што надпреваруваат во Лига Систем. Лига Систем, односно се играат турнири, каде што секој игра со секој. Оваа година надпреварите во Лига Системот започнаа уште во октомври и имаше два турнира, од кои првиот се одигра во Струмица,
вториот во Македонска каменица. Учество земаат 4 екипи, едните сме ние, нели, со Љупчо Сантов. Екипата од Гевгелија, екипа од Струмица и од Македонска каменица. Тука се изборивме за пласман, односно за вториот надпревар, за државен надпревар, каде што се одиграат 3 турнира, а учество зема Средното физкултурно училиште од Скопје Методи Митевски Брицо, потоа Васил Антовски Дрен, исто така средно училиште од Скопје, и Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. Имаше многу добра конкуренција, се работи за Средното физкултурно училиште, се работи за едни добри избрани спортисти кои покажаа добра игра, меѓутоа и ферплей. Напорно беше, играа по 3 утакмици и се изборивме за третото место. Мене ми е чест и горда сум на ученичките што дадоа се од себе, што имаа силна волја, што се надпреваруваат до последен момент, не се предаваа. Конкуренцијата беше доста силна, бидејќи тоа сепак е физкултурно училиште од Скопје. Тоа ни беше мотив и потик за подобри резултати, подобра игра. Ние сме задоволни од играта што ја прикажавме и мислиме дека можеме да се надпреваруваме со екипи како што се Методи Митевски Брицо. Мислиме дека наредната година можеме да прикажеме подобри резултати и да го освоиме првото место. Инаку, Средното училиште Љупчо Сантов има формирано спортски клуб во кој што функционираат повеќе спортови, како што се ракомет, кошарка, футсал, пинг-понг, карате, односно ги застапува сите талентирани ученици кои што сакаат да се напреваруваат, афирмирајќи го спортот воопшто. Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.